Моето место беше во парламентот на Република Македонија. Така одлучивте вие, но Никола Груевски и Трајко Велјановски од 24 декември граѓани само на оваа Република Македонија, ништо друго, тоа право што 370.000 граѓани во Република Македонија и го пренесоа на опозицијата, им го пренесоа на пратениците на Социјалдемократскиот сојуз да ги представуваат во законодавниот дом. За жал, на 24 декември Никола Груевски и Трајко Велјановски им го одзедоа. Го погазија Уставот на Република Македонија. Ние имаме историска одговорност како опозиција да се бориме по цена на нашите животи, да ја вратиме уставноста и да ја вратиме парламентарната демократија во Република Македонија. Од ова свето место сакам она што ми го ускратија да го направам во парламентот, да поставам 3 пратенички прашања, онолку колку што можев да ги поставам и во парламентот на Република Македонија. Најнапред до граѓанинот Никола Груевски и до граѓанинот Трајко Велјановски. Зошто го изгазија уставниот поредок во Република Македонија? Зошто грубо го прекршија членот 8 од Уставот на Република Македонија? Со членот 8 се регулира поделбата на извршната и законодавната власт како посебни власти. Никола Груевски и Трајко Велјановски го изгазија членот 8 и изгазија една од темелните уставни вредности за поделба на власта. Една е извршната власт, олицетворена преку владата, друга е законодавната, олицетворена преку парламентот. Директното прашање: кој ќе одговара за рушењето на уставниот поредок, за грубото прекршување на член 8 од Уставот на Република Македонија? Второто прашање, повторно до овие двајца граѓани, до граѓанинот Никола Груевски и граѓанинот Трајко Велјановски: зошто грубо го прекршија членот 64 од Уставот на Република Македонија? Со членот 64 од Уставот на Република Македонија е регулирано имунитетското прашање на пратениците во парламентот на Република Македонија. Граѓаните на избори го пренесуваат своето право до пратениците. Зошто ова право Никола Груевски и Трајко Велјановски им го прекршија со чинот со кој на пратениците од Социјалдемократскиот сојуз им ги одзедоа гласачките картички, ги оневозможија да си ја вршат својата со устав загарантирана работна обврска. Повторно прашање: кој ќе одговара за прекршување на членот 64 од Уставот на Република Македонија? И третото прашање, повторно до граѓанинот Никола Груевски и до граѓанинот Трајко Велјановски: зошто го прекршија членот 70 од Уставот на Република Македонија? Со овој член е регулирано дека седниците на Собранието на Република Македонија се од јавен карактер. Тоа значи на седниците можат да присуствуваат сите акредитирани новинари. Новинарите можат од салата да се отстранат единствено доколку
се донесе одлука на самата седница со двотретинско мнозинство. Со кое мнозинство? Граѓанинот Трајко Велјановски донесе одлука да ги исфрли новинарите од нивните работни места. Флагрантно кршење на 3 членови од Уставот. Повторувам, кој ќе сноси кривична одговорност за кршење на членот 8 од Уставот, за кршење на членот 64 од Уставот и за кршење на членот 70 од Уставот на Република Македонија. Овие се прашањата на кои, сакале или не, еден ден ќе морат да одговорат. Еден ден ќе мора да одговараат. Устав не може никој да прекрши. Устав е свето писмо во една правна држава. Затоа, почитувани граѓани, оваа битка во името на нашите деца, во името на нашата иднина, мораме да ја продолжиме, бидејќи овие луѓе, овие граѓани сметаат дека Република Македонија е нивно наследство и можат да си дозволат да го кршат Уставот, да ги кршат законите. Одовде и ширум од сите плоштади во Република Македонија мора еднаш за секогаш да се каже стоп на насилието, мора еднаш за секогаш да им порачаме дека Македонија ни припаѓа на сите подеднакво и на оние кои крвареле низ вековите и на оние кои допрва ќе се родат. Ова парче света земја ние имаме обврска да го браниме со се што е цивилизацијски, се што е демократска мерка. Бидејќи не избрка од парламентот, единствена демократска мерка ни е улицата. Уште еднаш од ваше име, од името на сите луѓе кои ја сакаат оваа држава, им порачувам да одговорат зошто ја погазија парламентарната демократија, зошто го изгазија Уставот на Република Македонија. Ние ја продолжуваме битката. Таа почна, нема да заврши додека во Република Македонија не го вратиме уставниот поредок и не ја вратиме парламентарната демократија. Ви благодарам. Јас пред да му поставам прашање на Никола Груевски, ќе ве прашам прво вас нешто. Дали е Охрид најубав град, најукрасен град, Охрид е бисерот на Македонија, дали е точно? Никола Груевски може да го сонви Охрид. Сега ќе му поставам 3 прашања на Никола Груевски. Како може овај споменик зад мене Кирил и Методи да коштат 150.000 евра, а неговиот споменик во Скопје да коштат 1,5 милиони евра? Второто прашање е за споменикот Свети Наум, кој исто така е 6 метарски, изработен од најквалитетен материјал, изработен од најквалитетен уметник Серафимовски. Како може да коштат тој 160.000 евра, а со иста големина споменикци во Скопје да коштат по 2 милиони евра? Исто за вечерва, пошто јутре вечер ќе му поставувам секоја вечер прашања, за третиот споменик Свети Климент, кој исто така го правеше локалната самуправа со помош на донатори, коштат 150.000 евра. А исти ваков споменик покрај брегот на Вардар да коштат преку 2 милиони евра. Кај се парите Никола Груевски? Ако не знае, да ги праша министрите и да ни каже.